Како не у град нон-стоп? Маре има и то како, ондека не предпоставна пуно има. Не. Живимо ово улица, не можеш да скочиш на збор од куќињата. Ова се најчестите одговори кои ги даваат тетовци на прашањето дали кучињата скитници представуваат проблем за нив. Последниот случај е од пред 2 дена, кога 64 годишен тетовец бил нападнат од куче од зад грб. Со повреди на грбот и главата е третиран во тетовската болница. 5 дози антирабична вакцина и вакцина против тетанос се мерките кои овој, но и останатите каснати од непознато невакцинирано куче задолжително треба да ги добијат. Ова е и последниот од вкупно 33 регистрирани напади од куче скитник оваа година. Нападите се побројни на територијата на градот. Колко сакаш и јас се чудим како е можно тако да биде. Чудо голема, ја кажем браво. Много, че е много. Никој не води рачуна, ни комуна, ни ништа. Саба или ја идем, например, на работа, изгледам, кога ќе видиш овде у плоштад има пуно кучиња. Па исто тоа што се десише една девојче 15-16 година овде у градот Тетово, баш случајот беше таќе, тоа го однеселе во болница, мислим, па го држале малку некои 3-4 сата, после лекување го носеле опет дома. И се мислам дека тие не се баш од тука, мислам дека и од некои други градови ги носат тука и ги пуштаат, така да многу луѓе настрадале поради тоа и мислам дека под најхитно треба да се презема некои мерки, бидејќи осим што може да направи несакани последици на луѓе и на деца, и една, како да кажеме, една зараза поради што кучињата апсолутно не се веројатно ни вакцинирани, нити се води некој према нив некој третман, нити па са претежно се гледа, не са ни чипувани тие на нив. Така да, ако апел еден до градот, значи ги имате од горна чаршија до доле до железничка, значи премногу ги има некој апел да се направи некој стационар. Тетово за жал и натаму е без стационар за кучиња и без утврдена програма за третман на овие бездомници. Наспроти ова, законската регулатива пропишува заштитна маска, ремен или синџир и задолжителен надзор од сопственикот на домашните миленици низ градските улици и парковите. Во спротивно, следува казна која се движи од 100 до 400 евра.